На денешен ден пред 44 години почина доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Јосип Броз Тито, кој е роден 1892 и почина на 88 годишна возраст. Историјата за него вели дека е водич на борбата против окупаторот од 1941 до 1945 година, лидер на Комунистичката партија на Југославија и командант на незините оружени сили до крајот на Втората светска војна до смртта во 1980-та. Беше еден од основачите на движењето на неврзаните, во кое беа обединети земјите од неколку континенти кои не припаѓаа на ниеден од двата доминантни блока во тоа време – Западен и Источен блок, НАТО и Варшавскиот договор. Мислењата на неговата улога и дело се спротивставени. За едни Тито е символ на социјалната правда, подобар и посигурен живот, голем надворешно политички углед, а за други диктатор со огромна политичка мок кој се пресметувал со политичките неистомисленици. Јосип Броз Тито почина на 4 мај 1980 година во клиничкиот центар во Љубљана. Погребан е на дедиње во Белград во куќата на цвеќето. Иако поминаа 44 години од смртта на Тито, голем број граѓани од републиките на поранешна СФРЈ се уште доаѓаат на неговиот гроб. Куќата на цвеќето досега ја посетиле повеќе од 20 милиони луѓе.